водачи на македонските заедници, лични пријатели сме пееле, сме се дружеле, сме играле представи. Од македонците во Албанија, во Егејско, во Пиринско, од помаците, сите ги познавам лично. Павле Воскопулус на денот на чествувањето на обележувањето на смртта на Симе Пандовски обител ми го кажа ова и морам да ви го кажам, навистина е тажна. Тихо ми вели: Грците да има еден ваков театар како Скрби и утеха, ќе ве позлатеа, ќе ве ставеа на фотокопир, да ве умножат на 100 примероци, да ве рашират по светот. Вие сте еден и не ви даваат средства. Тоа ми го кажа Павле Воскополис. Тоа е на вистина која тие ја дознаваат за нас. Затоа што кога нам не ни даваат средства да одиме или не ни даваат да гостуваме, тие ги погодуваат македонците во Пирин. Тие се чудат зошто Република Македонија не испраќа културен театар или пејач да гостува таму на еве сега кој се чествува Јане Сандански. Или во Преспа се чудат зошто не може да гостува театарот. Тие си велат Република Македонија не ја интересира. Таа не сака нас, таа не почитува, а ако не почитува, не го почитува својот народ, таа Република не се сака самата себе си и не знае што е и кој е, и тогаш ќе ви дојдат на крај и ќе ви речат: вие од денеска нема да се викате така. Па не може така, затоа што имињата се божествена работа, не ги даваат обичните во земно време. Тие се дадени од Бога. И тоа е приказната. Како што јас нити можев да поверувам дека еден ден ќе го играм Александар Македонски, нити дека ќе се идентификувам толку па да трчаат децата од Пустец, од Преспа, од Пирин, по мене да им го дадам мечот на Александар. И ние имавме една представа во Измир, во Анадолија, еден наш актер, и тој почина, Бог да го прости, Маријан Коцев. Имаше една сцена во Измир, во Мениса, не знам колку 5000 луѓе имаше, веројатно во едно мало кај што живеат македонци, да го крена мечот и му го подаде на едно дете. Имаше еден монолог: Македонија е во опасност, да ја помогнеме на мајка Македонија, атакот ќе го започнеш ти, и го даде на едно дете. И мечот почна да се прелева, 5000 луѓе се крена и публиката влезе во представата. И од тогаш, кога играм на некои такви места, обично поставам прашање. Кога го поставив прв пат, во Пустец се шокирав што се случи. Кој сака да биде Александар Македонски? Рипнаа децата и го зема мечот едно дете. Тоа се случи пред 2 години. И детето почна да кажува стихо и снимено е на камера: да се бориме ние на Александар Македонски за свето зове. Одржен монолог пред згрегоренава публика. И од тогаш кога ќе кажам кој сака да биде Александар Македонски, дали е во Гора, дали е во Голобрдо, дали е во... Знаеш што има кај тебе специфично, веројатно во целата оваа комуникација на повисоко ниво што ја правиш со овие луѓе надвор. Ние точно со Ангелина Маркус, што ја спомнавме пред малку, и со Ниче Димитровски, ми се чини се презива. Значи, говоревме малку на таа тема, што било тоа кај Александар, што успевал, нели, да повлече со себе цел еден македонски народ, нели, да ја спои, да ја сплоти таа енергија, нели, и до крајот на светот, до таму до кај што тој мислел. Ете што било. Ете што било, зборот, ораторството, според Ангелина. Значи, ова што ти го кажуваш е само пример, можеби, зашто е потребно да се обратиш со вистинските зборови на својот народ за да те разбере, нели? Еве ќе ви кажам еден пример. Тогаш народот, ако му кажеш дека е твој и ти си негов, а ти си му цар, нели? Нема тука крај. Во Тресонче сте биле? Сум била, како не. Мостот Еленски скок. Јас сум од Гари, инаку. Така, таму е... Мислам, татко ми. Еленски скок е, навистина, човек треба, здивот му застанува. Стојам јас на мостот пред 5-6 години и го гледам вака, не можам да поверувам какво чудеси од архитектура. Кога од другата страна шарпланинци и овчар со овци стадо дојде до мене, кучињата, да ми извади сиренце. Како си, што викам, мостот кој го изградил, викам, мостот римјаните. Како викам римјаните? Викам, мислите дека Цезар дошол да го изгради мостот? И ме гледа вака. А викам, дали од овде овој крај има некој што зида? Па ние зидаме до Цариград, ние. Па викам, ти мислиш Цезар дошол да ви зида? Море, прав си, момче. Значи, приказната е многу. Зошто го сакат Александар? Па затоа што тој живеел обично. Тој јадел што јаде војската. Спиел како што јаде војската. Го разделил имотот. Значи, живеел во единство со нив, одел напред во битката. Политичарот, државникот треба да го предводи својот народ. Тој е огледало. Во него треба да се идентификуваат луѓето. Тој треба да се жртвува за својот народ. А не да зема странски пасоши. Подпишува, да се откажува и не знам што да прави. Тој не е избран за да... Простете ми на зборот, да краде, да пие, да зема други државјанства. Тука е избран да се жртвува, затоа сме го избрале. Инаку, дај, ако не можеш ти човек, пушти некој што сака.
Па ние ги знаеме тие. Па Овие да, 8 ги луѓе знаеме, што ви да, ги и дури набројав. во цивилизирани земји тие луѓе не остануваат никогаш во И нивните сега, земји пазете, каде што пред тоа се тие представувале на како политичари. луѓето што Па сака- Тунис е еден град има во Тунис се вика Сиди Бусаид. Сиди Бусаид е познат по такви политички емигранти и избеглици кои веќе не им е местото во земјите во кои што некогаш биле политичари. Па има разни места така, можеби нашиот да размислат некои така. Каде би им било згодно. Да се вратиме на убавите теми, да. Треба да се вратиме. Македонија мора да се ослободи и да ги пушти македонците да работат за неа. Луѓето што вредат, значи едно зрело општество, што ќе ја афирмираат, што ќе ја слават, да ги пушти со културата, со уметноста, со било што, еве и со медицината. Ние бевме сведоци до скоро каква се врчеше битка, негација против Филип II, против Жан Митрев, кој е светски познат човек. Македонец и спонзор на македонска култура, колку се негираше. А тој е стручњак кој го признаваат по светот, кој е прогласуван од Американската фондација, прогласен за академик, тука не му даваа да предава. Замислете кој е апсурд. Никој не е пророк во своето село, но Македонија не е село. Македонија е света земја и таа ќе мора да се ослободи. Македонија не може сега да припаѓа на сите, а македонците да немаат, значи ние македонците во Република Македонија да ги немаме своите човекови права. Кога ќе се ослободи тоа, кога ќе се ослободи културата, ние, например, ќе ви кажам, неколку филма снимени по овие гостувања. И ни велат националистички се такви. Кога Бакни го сонцето замине на 5-6 меѓународни големи фестивали во Чешка, например, кај школата, прашката школа на кај што е завршен Милош Форман, или сега во Германија еден филм за Ѓурѓевден во гора во Нирнберг, голем фестивал. А филмот е снимен со полуаматерска камера. Тонот не е добар, да, но приказната е силна. Так, филмот за емоцијата е Ѓурѓевден во силна, гора и замина во енергијата. Индија на еден голем фестивал. И тие ни велат Александар Македонски повторно дојде во Индија, ми праќа порака човекот од фестивалот, бидејќи во филмот. На крајот на филмот Александар, односно јас го играм Александар во Ѓурѓевден и викам кој сака да биде Александар Македонски, децата трчаат по мене и ме гушкаат. Тој вели Александар повторно ја освојува Индија. Значи културата е таа која ќе не афирмира, таму не признаваат, а ние внатре во себе си се уште ќе дискутираме дали требало или не требало. Клучната работа која ќе ја направеа, ако ја зборува вистината нашите политичари, водачи кои ги избрал тој народ. Не ги избравме само ние. Јас не можам никого да избрам. Народот ги избрал, така била состојбата. Освен ако не се замисли дека тоа се правело по некоја полнење на кутии или лажирање. Да ја зборуваат вистината. Так. Тие не може на народот да му зборуваат едно, ни продаваа Европска Унија и НАТО, и одеднаш тие им велат нема. А ние направивме многу и многу понижување на овој народ. Да зборуваме за името во Обединети нации, територијални определби, рамковни договори, и не знам, уште договори, откажување од знамиња, договори, да, устави и така значи некој натаму. да рече дали ќе се откажете вие да не бидете човек, да бидете животно. Едноставно да го прашаме овој народ, дали би се откажале вие во името на вашите политичари да не бидете народ, да не бидете луѓе, ќе ве примиме во, а не знаеме каде ќе не примат, можеби во зоолошка градина. Пазете која е интересна работа. Зидовите се затворени. Македонија е окупирана. Ние не можеме да поминеме во Пиринско и во Егејско слободно, ни со култура, ни со ништо. И ќе одите таму, ви го фрлаат пасош и ти се расправат. Ако сте поисплашен, ќе ве вратат, нема да ви дадат виза ако не ќе се расправат. И да ви раскажам безброј приказни со грчкиот конзулат Михаил Лополус по телефон, што сме си правиле муавет, како сум се дерел во Американската амбасада, затоа што тие не ме почитуваат, не ми кажат не ви даваме виза. Па што не ми каже, дека е Џулија Ротер Борис, не ви дам. Па нека се јави, нека ми каже. Михаил Лополус ми се јави, господине, грчкиот конзул, од безбедносни причини не ви даваме виза. Од Атина, не јас, простете. Вика ми благодарам што сте искрен. Пак завршивме работа. Сега ми се јави Михо Михов. Нема проблем за вас ќе добиете визи. Одам во бугарската амбасада, ми го фрлат документите. Еднаш, два пати, три пати реков, слушате, господјо. Последен пат се ваѓам, се јавам на Михов од фотокопирница. Да фотокопирам некој глупости ме тера. Каде е амбасадор Михова сове, јавите му се, имам проблем со таа вашата, влегувам трет пат и последен пат, да сте живи и здрави. Одам таму, ја нема веќе ова. Ја викнале горе, ама вие сте безобразен, па викам, јас сум уметник и добрососедски односи. Ќе ви дадеме виза. Што е тоа скрби и утеха? Скрби и утеха е театарот кој играше во Софија кога немаше граници. И вака ме погледна. Овој ме гледа на безбедувањето и се чуди. Значи, можете да се однесувате како човек или не. Да не заборавиме, два филма, Бакни го сонцето, Камен меѓу две ниви и 1000 години како денот од вчера. Три филма во кои се појавува Александар Македонски.
игра на Солунскиот International Panorama Independent Festival. Играа во Солун. Истата година, кога Виножито држеше конгрес, а тој што викаше конгрес ќе држам не одржа, кога се имаше, не знам дали нашите медиуми објавија, огромна маса од 200 луѓе се тепаат со милицијата, да ги утепаат Виножито. Фрлаат столчиња, дрвја, камења, милицијата стои. По половина час Виножито пие кафе, нема ништо, значи организирано. По 10 дена или 20 ние играме со филмот 1000 години како денот од вчера. Филмот завршува еден ден, Македонија повторно ќе биде една и удира печат. Играме во Солун, 80 на луѓе можеби имаше. На вистина морници ми помина, кога ги видов снимките како била таа трпачката со луѓето. Значи беше во Солун, никој не реагираше. Освен двајца луѓе, дека сте наши листа од Виножито, така го запознав Нико Василијади, кој издава весникот Лоза на грчки јазик, но ја објавува македонската историска вистина за Илинден, за Гоце Делчев, за од Пела, за Крстен Мисирков и така натаму. Добро што не сме седе овде и не сме седе тука, иако сме малку. Чудна е македонската енергија, ќе се пројави на најнеобични места, во најнеобични ситуации и ќе создаде можеби најнеобична атмосфера. Само за Никос да кажам, Никос потоа го депортира, после 3 години не ги примаше филмовите, сега е веќе во Атина, не е во Солун, бидејќи работеше во образованието, таму прави фестивал, но чудно оваа година 3 пати го праќам филмот, не стига. Пак се јавувам 3 пати и му кажувам на Павле Воскополос од Виножито, вика, па поштата изгледа, вика, нешто расипана. 3 пати го праќам филмот, никој овој стигна филмот, Цијаниди се вика, дечкото на фестивалот во Атина, не стигна. 3 пати препорачано го праќам и веќе да кренам раце и да се бора. Ајде, мислам дека е време за уште едниот блок на реклами, зашто и онака мислам дека веќе го промашивме предвидениот термин, ама ќе имаме време уште колку да се поздравиме и да кажеме една убава порака за Македонија, каде и да е.